Да. Добар ден и повелете, кажете ни нешто околу оваа трка, околу она што се случи и дали сте задоволни? Добар ден. Крали Марко Трейлс е најстарата трка во планинско трчање што се организира во Македонија. Таа започна да се организира во 2011 година. Основач и иден творец на трката е господинот Трајче Панковски, воедно и председател во минатото и на Сдруженијето Трекс, кој што е организатор на настанот. Пред се би кажал малце повеќе за нашето здружение. Тоа е фокусирано на организирање на настани во планинско трчање и поддршка на планински тркачи во надпревари во земјата и во странство. Постои официјално од 2014 година и ние како уникатно и единствено здружение од ваков тип во Македонија буквално обединуваме рекреативни спортисти од целата држава. Здружението е регистрирано во Скопје, меѓутоа може да се каже дека е се македонско. Така што Како се дојде до тоа вие од Скопје да дојдете во Прилеп и едноставно да се вклучите во оваа организација? Како се случи тоа во почетокот? Во 2011 година, како што спомнав господин Трајче Панковски со дел од членовите на здружението има идеја да се направи првата планинска трка кај нас во формат во кој што го имаме ден денешен и тие одлучија дека Прилеп нуди најдобри можности да се организира трка од Варошот до манастирот Трескавец. И имаше само една трка од 11 или 12 километри и тоа беше зачетокот, така да кажем, на организираното планинско трчање кај нас. Искрено, ако зборувам во своје име, локацијата на заштитеното подрачје Маркови кули е една од најубавите и најуникатни за планинско трчање во Македонија. Вакви предели ретко каде во светот се среќаваат, значи уникатни со такви геоморфолошки форми, со таква природа од една страна, а од друга страна со толку силно и богато културно-историско значење. Спојот на тие две работи воодушевува и пред кога ќе го додадеме третиот момент, а тоа е физичкиот предизвик, односно спортската манифестација што го носи физичкиот предизвик, три работи споени во едно, за мене лично представува една од најубавите локации тоа да се случи кај нас. Па не само кај нас, и во регионот на Балканот. И поради тоа сум многу задоволен што сум дел од организација на овој настан. Како што спомнав, трката Крали Марко Трейлс, една од најзначајните спортски настани во Прилепскиот регион, таа постои од 2011 година. Имаше пауза за време на ковидот од 3 години и потоа во 2023 година со нови сили ја обновивме. Оваа година се одржа 13-тото издание на самиот настан. Планинското трчање е специфичен спорт, бидејќи подразбира атлетика во природа. Односно, ние велиме планинско трчање, ама реално на угорниците и на тешките делови каде што изобилува со камења и со технички терен, не се трча, туку се оди брзо, додека на удолниците или пак на рамните делови и на стабилните патчиња и патишта може да се трча. Како и да е, овој спорт е на комбинација на планинарење и на трчање и целта е по маркираната патека да се помине за најбрзо можно време. Така што сите кои тренуваат на стартот, нели, се соперници со останатите учесници, ама има личен момент каде што треба да се себе надминеш за да постигнеш, да го извадиш подоброто од тебе. И разликата тука прави таа разлика помеѓу планинското трчање и градското, односно маратонското, друмско трчање, каде што во планината
има многу фактори што влијаат на твојот успех или на постигнатото време. Значи имаме временски прилики или неприлики, имаме самиот терен, природата како што е дадена, не секогаш истиот предизвик или истата тежина ја има истата патека. Значи секое трчање е различно, така што и секоја година, иако патеките се исти или слични, секоја нова година учеството на Крали Марко е сосема нов предизвик сам по себе и ние многу се радуваме како организацијски одбор што имаме можност од година во година да ја организираме трката. Дали вашите очекувања во врска со организацијата и со учеството, односно постигнувањето на она што треба да се постигне на тие трки е реализирано? Дали очекувањата се остварени ваши? Па да, ние малку конзервативно пристапуваме кон тоа, значи ние немаме модел, нашиот организацијски модел не е кон правење на профит, туку ние сме независно невладино здружение на граѓани кои што организираме настани за општо добро. И се трудиме сето тоа да биде умерено. Ние го планираме растот секоја година и тој се случува. Например, во 2020 оваа трка во некаде 2017-2018 година има пик од 500 учесници. Отприлика од 25 до 30 држави. И кога ја продолживме во 2023 година, имавме 150 учесници од 10 држави, например. Меѓутоа, оваа година, 26-та, веќе имавме 300 учесници од 20 држави, така што имаме еден континуиран, стабилен раст на бројот на учесници и секако ние како организација полека се градиме во смисла предизвикувачки дел од целата организација на планински трки е самата патека. Односно трасирањето на патеките, маркирањето на истите и овозможување на учесниците да бидат безбедни за време на трката. И поради тоа ние пристапивме по-конзервативно, значи направивме прво 2 должини на трки, во склоп на настанот имавме од 40 км од 23, а во 23 година, потоа наредната година додадовме од 13 км трка, значи ја шириме со тој бројот на учесници се зголеми и сега во 27 година за 14-тото издание планираме да има 4 должини, односно од 13 км, 23, 40 и 63 километарска трка, што ја метнува Крали Марко Трейлс, односно ја враќа да стане ултрамаратон. Се на 42 км се смета за ултрамаратонско трчање. Сега, учесници од каде има? Дали од Прилеп, од цела Македонија или некојаш доаѓаат и од странство? Да. Какви се и пропозициите? Учесници, околу 70% се од Македонија. Се лично не можам да кажам колку се од Прилеп, меѓутоа има значително, а додека останатите 30 до 40% се од странство. Најчесто за вакви трки што има должини до 40-60 км, луѓето гледаат да то патуваат со автомобил, значи до 300-400 км радиус, сакам да кажам доаѓаат од регионот. За споредба трки кои што се на 100 км се случува да допатуваат и од многу подалеку учесници. Тука кај нас, како што споменав, 70% се домашни природачи, 30% се странци. Порано оваа трка беше закажана во септември, меѓутоа ние кога ја обновивме во 23 година одлучивме да биде пролетно издание и ја презакажавме и ја одржуваме во март месец. И таа е една од првите трки во календарот и е привлечна, например, за луѓе кои што доаѓаат од места кај што се уште има снег, да речеме, од западна Северна Европа или од планинските региони во Европа и тука е суво, односно нема снег и може да биде ладно, може да биде почеток на пролетни услови, така што ја прави интерес на трката.
За учество на планински трки се барат учесниците да бидат полнолетни. За трка, барем ние како организација имаме некој непишено, мислам, имаме тенденција на 20 км да бидат полнолетни учесниците, а трките од 13 км како што е Маркукуле трейл, така се вика во склоп на Крале Марко, таа е за учесници од 13 плюс години, со дозвола од родител или старател. Се разбира, пропозиција нема со тоа што, например, на настанот на должина од 60 км, ние ќе побараме доказ дека учесникот веќе завршил трка, планинска трка до 40 км. Ова е пред се од безбедносен карактер. Трката како што се одива низ планинскиот терен, таа е маркирана, ние користиме знаменца, геодетски розови знаменца, на секој 30 на метри има по едно знаменце, а на секоја раскрсница има стрелки и насочувачки знаци. На поглавните раскрсници има и човек што насочува. Сега тоа е еден аспект безбедноста, да не се губат луѓето, да знаат точно патеката по која треба да се движат и плюс да не кратат. Од друга страна имаме горско-спасителна служба што е дежурна на целиот регион и мобилна. Имаме доктор на целта. Исто така на секој 7 до 10 км имаме така наречена освежителна станица, каде што учесниците можат да надоместат вода, електролити, храна и се што ќе им биде потребно во текот на тие меѓурастојанија. Значи, ако тркате 40 км, имаат освежителна станица на првиот 10 км, па потоа на 17, па на 20 и така натаму. И растојанијата за кои што треба да ги поминат овие меѓуточки имаат временско ограничување. Затоа што нашите трки се меѓународно верификувани и им е доделена одредена категоризација што е одредува нивната тежина и предизвик. Бидејќи секој учесник кој што успешно ја завршил трката добива бодовна вредност на неговите перформанси постигнати за време на трката и може да се спореди со останатите луѓе во светот на било која друга трка со слични параметри, да речем. И сега, поради тоа да остане спортски надпревар, ние имаме временски ограничувања на овие освежителни станици. И учесниците треба да бидат способни во тој временски интервал меѓу станиците да ги поминат. Доколку задоцнат, волонтерите на тие освежителни станици ги пречекуваат, ги дисквалификуваат и ги враќаат со автомобил до целта. Сега уште да ни кажете врз основа на овие впечатоци од последното издание на трката, што да очекуваме за следната трка, следното издание, кое ќе се одржи? Дали на истото место? Дали можеби ќе се прошири кругот на учесници? Да, значи во 2027 година ние ќе го организираме 14-то издание на Крале Марко Трейлс. Датата е во првата недела од месец март, односно на 7 март ќе биде закажана трката. Ќе ги повториме должините од оваа година, 13, 23 и 40 км. Очекуваме на нив да учествуваат околу 300 до 350 учесници. Ќе работиме на тоа овој период да го смениме соодносот, значи да бидат 60% домачни, 40% странци, значи повеќе странци да привлечеме, да придонесеме кон туризмот и промоција на историјата на овој крај. Исто така планираме да направиме и 63 километарска трка. Сето тоа ќе се случува во рамките на заштитеното подрачје Маркови кули, со тоа што оваа 63 километарска трка ќе биде дел и ноќе ќе се одвива, бидејќи најверојатно, како што планираме начелно, ќе започнува некаде околу 5 часот пред изгреј сонце и ќе завршува некаде околу 10-11 часот со последните учесници. Првите ќе завршат, предпоставам, околу 2 часот на ручек, а последните до 10-11 вечерта би требало да бидат пристигнати на целта. Очекуваме таму да има околу 30 до 40 учесници на таа трка.
Ако е тоа се, ви благодарам за разговорот и ви пожелувам се повеќе успех во секој наредно издание. Ви благодарам и вас.